Денес, мили мои, славиме навистина голем празник, истовремено и Господов и Богородичен. Го славиме почетокот на нашето спасение, празникот на Светото Благовештение, односно зачнувањето на Господа и Бога и Спасителот наш Исус Христос во утробата на пренепорочната Дева Марија, нашата најмила Богородица. Ако светот некогаш имал повод да се израдува за нешто, тогаш единствената и најголема причина за неговата радост е токму во плотувањето на Словото Божјо, во неосквернетата и пречиста утроба на Пресветата Богородица. Доколку се вратиме на историјата од Стариот Завет, по-конкретно на времето на праведниот Ное, ќе увидиме таинствено предсказание за денешното спасоносно собитие. Имено, кога Бог намислил да го сотре гревот, што така силно се беше намножил во човештвото, најде еден единствен праведен човек преку кого го продолжи човечкиот род, праотецот Ное. Во историјата за Ное, запишана во книгата Битие, има една интересна, загадочна реченица. Би рекол предвестие за она што го славиме денес. Кога таткото на Ное Ламех го добил својот син, тој ги искажал овие пророчки зборови. Овој ќе не утеши во работите наши и во трудот на рацете наши на земјата, што Господ Бог ја проколал. На што би можеле да се однесуваат овие зборови? Знаеме од Светото Писмо дека кога Ное добил задача од Господа да направи кораб, бидејќи на земјата и престоел целосен потоп, татко му Ламех веќе бил покоен. На кого тогаш се однесуваат Ламеховите зборови дека ќе бидат утешени и спасени преку неговиот син? Се разбирам, тие не би можеле да се однесуваат на никого друг, освен на Спасителот Христос, Синот Божи и Синот на Дева Марија, телесната потомка на Ное. Само Христос можеше да ги избави душите на мртвите од владението на адот, како што ни кажува свештеното предание и Светото Писмо. Пред Христа душите на сите умрели, грешни и праведни, вклучително и на првосоздадените Адам и Ева, на пророците и на праведниците, се до Свети Јован Крстител, биле задржувани во подземното царство на еврејски наречено Шеол, на грчки ад. Место на темнината, место на мачна, тишина и мрак. Со распетието и смртта Господ Исус Христос слегува при душите во адот и со своето славно воскресение ги воскреснува душите на праведниците во своето царство небесно. Според христијанската ескатологија и сотериологија, при второто Христово пришествие и конечниот суд ќе воскреснат и телата на сите покојни, а на живите ќе се преобразат, така што Господ повторно ќе го соедини целиот човек
и праведните и покајните ќе влезат во царството Негово. Па така во Христа ништо не загинува, туку се обновува и запазува, бидејќи Он сака да го посили човештвото. Спасението значи на човечкиот род, мили мои, тоест неговото продолжение преку праведниот Ное, представува и праслика за спасението и возобновувањето на човештвото преку Пресветата Богородица, преку која сета твар се обновува. Со пренепорочната и богоблагословена Дева Марија, човештвото не само што во потполност се преродува, туку и се соединува со Бога, зашто од неа Синот и Словото Божјо ја прими човечката природа, за да ја соедини со Божјата. Обожението, соединувањето на Бог со човекот било предназначение, односно утврдено во предвечниот совет на Светата Троица, уште пред создавањето на светот и човек. Троичното провидение било Бог да го соедини човекот со себе, да живее со луѓето во Едемската градина, во вечна заедница на љубовта и на неизмерната радост, па дури и да не беше гребопадот на првосоздадените, говорат оците на црквата, втората ипостас на троичниот Бог, Словото Божјо, ќе станеше човек за да го приопшти човечкиот род кон Божеството. На каков начин ќе станело тоа, не би можеле да знаеме, но дека таа била целта на создавањето на човекот и негово предназначение, гледаме и од првите страници на Светото Писмо, тоест од тоа како Бог непосредно и лично им се јавувал на Адам и Ева во Едемската градина и разговарал со нив лице в лице. Тоа јасно се забележува кога прататкото Адам, наговорен од прамајката Ева, а таа од ѓаволот, ја прекршиле Божјата заповед да не јадат од дрвото за познавање на доброто и злото. Тогаш го чуја гласот на Господ Бог, кога тој одеше низ рајот во времето на дневниот ветрец, и се сокрија Адам и неговата жена меѓу рајските дрвја. Но Господ го повика Адам и му рече: Адаме, каде си? А тој одговори: го чув одењето твое низ рајот, па се уплашив, бидејќи сум гол и се сокрив. Едно од својствата значи, или да речеме, послушание на Синот и Словото Божјо, втората ипостас на троичниот Бог било да стане човек, за целосно да ги соедини луѓето со Бога, за човекот да стане Син Божи, Бог по благодат. Меѓутоа, сите ние добро ја знаеме трагичната историја на Еден, односно како човекот го изгуби рајот и блаженството да општи со врховната љубов лице в лице. Но зар Бог сакал да го отстрани човекот од таму? Во никој случај. Главната причина за човекот да биде изгонет од рајот беше злоупотребата на слободната волја, што Бог му ја подарил, односно неговиот собствен избор на погрешниот пат и на злото. Значи не Бог го истерал човекот од правобитното блаженство, туку напротив,
човекот го отфрлил Бога од себе си. Едноставно го отстранил од планот за негово соединување со човекот. Можеме со други зборови да кажеме, човекот му е затворил вратата на Бога, за да не може да влезе непосредно во неговиот живот. Долго време Бог чекал да се појави таква личност, што со својата надразумна и надангелска чистота и со својата безусловна и безпрекорна љубов кон него би можела да му ја отвори вратата, та да може он самиот да влезе во човечката природа и во неговата историја. Таа личност беше несомнено пресветата Дева Марија, скромната и пренепорочна девојка од Назарет. Таа е неговиот спасителен кораб на Ној, во кого се спасува сето човештво. Таа е мост и лествица помеѓу небото и земјата, помеѓу Бога и човекот. Таа не беше плод на гревот, туку нов цвет на правдата. Таа постана сместувалиште на несмесливиот, ново небо и нова земја, како што мощне убаво се изражува за неа Свети Никола Кавасила, ветената земја, татковина на вечно живите, Пресвета Богородица, како онаа која е поширока од небесата, е наша водителка, мили мои, што ги води верниците од сите епохи кон Христа. Истовремено е дарителка на сите божествени добра кон луѓето и кон созданието. Затоа обидот да се покаже величието на Богородица ги надминува сите човечки сили. Со пресветата Божиот домострој за спасението е извршен и вратата кон обожението е отворена за секого што сака да влезе. Господ не го остави човекот, иако тој самиот го отфрли него, туку правил се за да го пронајде и спаси. Испраќал пророци, водачи и учители при луѓето и најпосле ја избрал чистата Дева Марија, преку која лично дојде среде луѓето. Зеде човечко тело, пострада со него на крст, воскресна и ја вознесе човечката природа на небото. Обрнете тука внимание на личноста на Богородица, која што стана соработница на Бог Света Троица за исполнување на неговата замисла. Чудесно нешто. Ако во почетокот троичното општество на едниот Бог се советуваше со себе за да го создаде човекот, читаме во Библијата како Бог го создал човекот, вели да создадеме човек според нашиот образ и според нашето подобие, како што сме ние. Сега, на овој празник, чувме дека Бог, преку архангелот Гаврил, на предвечниот совет на Света Троица, додава уште една четврта личност, Пресветата Богородица. Имено архангелот Гаврил, како врховен Божји гласник, бил испратен кај пренепорочната, за да ја извести дека е благословена меѓу жените и од Бога избрана, за да го зачне и роди Спасителот на светот, Емануил, што значи со нас е Бог. Тука веќе беше неопходна и согласноста на Богородица, нејзината слободна волја, за да се оствари Божиот план за спасението. Да не беше нејзината согласност, велат светите оци,
Бог немаше да се воплоти и да стане човек. Човекот ќе беше оставен во мрачниот ад, во злото што самиот го беше избрал. Така, значи, со нејзиното еве, јас луѓинката Господова, нека ми биде според зборовите Твои, Дева Марија, долго очекуваната и од пророците пророкувана личност, станува соработница на Светата Троица. Преку неа Бог повторно влезе среде луѓето во нашата историја, за да ја оствари првоначалната намера да ја соедини човечката природа со себе. Но бидејќи сега во таа природа беше влегол гревот, а преку него и смртта, Синот Божи требаше со собствената смрт на крстот да ја победи смртта и со своето воскресение да го воскресне паднатиот и умртвен човек и да ја возобнови човечката природа. Тоа Господ го направи со телото што му го даде пречистата Дева. Ете зошто Богородица ја нарекуваме татковина на вечно живите, бидејќи преку неа на луѓето им се обнови безсмртноста, им се даде вечен живот. Таа беше, значи, надежта на Ламех, таткото на Ноем, кој уште пред потопот веќе беше мртов. Преку неа се спаси и боговидецот Мојсей, и огнениот Илија, и светиот Јован Крстител, и сите старозаветни пророци и праведници, и преку неа се отворија затворените врати на рајот. Настанот на благовештението на Пресвета Богородица ни покажува колку голема улога има слободната волја што Бог ни е дал. Ние сами избираме дали ќе бидеме со Бога или, не дај Боже, во студениот и мрачен ад на отсуството на Неговата животворна љубов. Ќе избереме да бидеме деца на живиот Бог во вечноста на блажената радост, или пак ќе го избереме патот кон смртта и небитието. Гледате, троичниот Бог смирено ја прашал дури и кротката девојка од Назарет, дали ќе сакам да станем Негова соработница. Така Бог сака сите нас да не направи своји соработници, за да не спаси и посили. Не прашува и нас постојано, да му одговориме и ние, мили мои, како што му одговорила Мари, нека ни биде според зборовите Твои, да станеме Негови вистински соработници. Тој нема никогаш да не остави, бидејќи на дело ја покажа својата несватлива и крајна љубов, направи се што беше потребно, дури и од повеќе за нашето спасение. Ја имаме како наша заштитничка, мајката на животот, земјата на вечно живите, царицата на земните и небесните, која е секогаш до Света Троица и мајчински ја моли за сите нас. Да ја молиме неја, мили мои, да го молиме Спасителот Христос за сиот свет, во кого гревот повторно многу се намножи. Може би дури уште повеќе отколку во времето пред потопот. Ние, луѓето пак, му ја затвараме вратата на Бога, а Он што прави? Како просјак тропа на нашите срца, за да му отвориме и да влезе во нив. Со колку труд и жртва Он влезе во овој свет, стана и човек,
беше понижуван и плукан, биен и распнат на крст, положен во гроб, од кого славно воскрес. Тој толку многу стори за нас, што ние не ќе имаме оправдание. Овој свет нема да има никакво оправдание за злото што го прави, за тоа што му ја затвора вратата на Господ. Да ја возлюбиме, затоа, мили мои, Пресветата Богородица, преку која ни доаѓаат сите дарови, таа постана за нас вистинска татковина, духовен рај, дом во кого се враќаме во заедница со Отецот Небесен. Зашто после непослушанието на луѓето, тие се лишија себе си од рајот, од вистинскиот дом и станаа бездомници, тугинци во овој свет. Но како што слушнавме вечерва од старозаветните читања на вечерната, премудроста, тоест Синот и Словото Божио, си изгради себе си дом. Тој дом не е никој друг освен Пресвета Богородица, која го соедини човечкиот род со Бога, ги отвори вратите на Царството, каде небесните и земните заедно со Троичниот Бог, и со тоа го оствари предвечниот Божи домост. Неслучајно сите молитвословија во црквата завршуваат со богородични тропари. Црквата секогаш ја призива неа како најголема и најблиска соработница на Бога Света Троица. Нејзините свети молитви нека бидат со сите нас, та и ние да се покажеме како Божи соработници и да се вброиме во заедницата на вечната љубов и веселие во непосредното Божјо присуство. Да сте благословени и нека е за многу години денешниот голем Господов и Богородичен празник. Амин.